село да се видиме, да се дружиме и забавуваме. Така и оваа година, овие два вечери, вечерва и утре вечер, ќе се дружиме, забавуваме и се разбира, ќе си размениме по некој лав муабет со нашите дојденици од диаспората. Ви благодарам за вашето огромно присуство. Морам да забележам дека нашите белички средби од година на година добиваат во интензитет, се многу побројни и тоа ме радува. А ме радува и фактот што оваа година, може би за прв пат, може би не, доколку не се лажам, го имаме присуството на нашиот градоначалник господинот Јовановски, да го поздравиме со еден аплауз. Да му се заблагодариме што најде време да не посети, да не дружи и да ги отвори овие белички средби. Поздрав и до господјата Јовановска, која што е во негова придружба, а забележав и неколку присутни од неговиот најблизок кабинет тука во единицата на локална самоуправа општина Кичево. Поздрав до сите. Јас ќе потенцирам дека оваа година овие белички средби ги организираме одржани во рамките на проектот Кичево град на културата 2026. И тоа е уште еден факт што имаме голема благодарност до градоначалникот и до единицата на локална самоуправа општина Кичево. Се разби, овие белички средби доста ги поддржуваат и нашите иселеници, како и секој пат, така и оваа година. Голем поздрав за нашиот финансиски покровител Благој Станишевски. Голем поздрав до господинот Цане Паунавски, до господинот Мето Коловски, кој што не помогна финансиски да ги организираме и овие белички средби. Како и минатата, така и оваа година. Одборот за белички средби, кој што макотрпно неколку дена на нас задработеше да се подготви сето тоа вака убаво да изгледа. Одлучивме и оваа година средствата да ги донираме за доизградба на Светионскиот дом во продолжение на селската трпезарија. Извам дека за следниве водичарски денови, односно 2026-2027 ќе биде подготвена и ќе можеме свечено да ја пуштиме во употреба, да се слават само убави моменти посакуваме таму. Денеме музички, ќе играме и се придружи тука, за да ја отсвири химната и секако да му дадеме убав почеток на денешниот настан. Повели.
покана за младиот Петар, кој што ме поддржа преку синтезајзер, и до господинот Илија Костевски, кој што вокално ја изведе химната. Пред да го поканам градоначалникот да ве поздрави со еден пригоден говор и да ги означи средбите за отворени, збор 2 ќе му дадеме на Илија Костевски да ве поздрави исто така со неколку воведни збора. Повели. Драги Беличани, присутни гости, дама и господа, како председател на местната заедница за развој на Белица, сакам да ве поздравам и да ви посакам се најубаво годините што доаѓаат. Исто така, во име моје и на местното население, го поздравувам градоначалникот Александар Јовановски заедно со тимот на општина Кичево. Среќен со големо задоволство што ги отвори овие 16 предбелички средби. Имаме куса средба со градоначалникот за проектите што се од голема важност за нашето село. Проектот за речното корито кој заедно ќе го реализираме општина Кичево и Сдруженијето. И проектот за преасфалтирање на патот кој врви низ селото. Исто така, градоначалникот има голем придонес за проектот каналот за наводнување кој го спроведува Министерството за земјоделие и водостопанство. Голем поздрав до Министерството за земјоделие и водостопанство. Голем поздрав до одборот за беличките средби кој успешно ги организира сите овие години. Исто така како и во секоја година во моите говори апелирам да се сакате, почитувате и помагате. Да живее Белица, да живее општина Кичево, да живее Република Македонија, да сте ви здрави и живи. На крајот ви посакувам добро расположение и пријатна забава. Ги благодари градоначалникот на општина Кичево, господинот Александар Јовановски, да ве поздрави со неколку пригодни збора и да ги означи овие 16 поред белички средби за отворени. Уште еднаш да потенцирам со поддршка оваа година и во рамките на Кичево на град на културата 2026. Господине, повелете. Добро вечер на сите. Морам да искажам еден боскит. Прво, су боските ни благодарен што ме поканивте. Значи, наистина представува огромна чест на ваква традиционална манифестација да прво да бидам гостина, второ по уште поголема честа што ми дозволите да ви се обратам. Ќе ви се заблагодарам и на големото присуство. Значи, ви посакувам што повеќе и повеќе, во поголем број да се збирате за секоја година оваа традиција што ја имате до сега да биде збогатена и што помасовна. Вие како село секогаш нагласувам и како потомци на ова село, некои како жители на ова село, навистина служите за пример за селата во Кичевската котлина, бидејќи давате една позитивна енергија